Добрите луѓе ни носат добри вести за денес. Тоа е доктор Дженгис Јашар, патолог од Систина. Докторе, добро ви утро, добро ни дојдовте во нашата утринска. Благодарам на поканата. Драго ми е што сум повторно во ова студио. Веќе не знам колку пати сум бил, меѓутоа секогаш се чувствувам пријатно. Верувам дека ќе им е пријатно и на нашите гледачи, иако темата на прв момент ќе помислиме леле дека е тешка, нели? Генерално кога ќе се спомене зборот рак, канцер, малигни заболувања, на сите не е непријатно. Тоа е точно, да. Затоа велиме ние имаме таа црна страна како патолози кои што мораме да го диагностицираме тоа заболување, затоа се ја се облеков во бело, малку поголема свежина да дадеме на темата. Во секој случај таа фама што постои околу диагностиката на канцерот со овие нови методи кои што денеска ќе ги презентираме, треба полека да влезе во свеста на луѓето дека таа битка не е изгубена, дека има надеж и има добри резултати во однос на она што може да се направи во терапијата со канцерот. И дополнително голем напредок. Така. Дефинитивно да, тоа што еве во последните 10 години беше во некоја експериментална фаза, се истражуваше, се работеа голем број на методи и анализи. Во 2019 година во Минхен беше промовиран тој тест Foundation Medicine. Тоа се тестови кои што се за пациенти со диагностицирано малигно заболување. Фактички овие тестови ние како болница ги обезбедуваме за сите оние пациенти кои сакаат да добијат соодветен третман. Во што се состои тестирањето? При секоја диагностика на малигно заболување, значи тоа што велиме ние материјал, или од биопсија, од оперативен материјал, тој се формира или се прават оние парафински блокови каде што се чува ткивото. На тоа ткиво ние ги правиме сите потребни анализи за да стигнеме до диагнозата и плюс некои дополнителни анализи во однос на биомаркери. Биомаркери се всушност антитела, значи специјални методи на боење со кои што се утврдува на кој лек соодветната туморска формација би била осетлива. На тој начин го подготвуваме пациентот за понатамошен третман, за да онколозите едноставно имаат добра алатка со што ќе почне третманот на тие пациенти. Суштината на ова тестирање е да се најдат сите оние промени кои што ги има во туморската клетка. Значи, можам да кажам дека хуманиот геном, ако се развлече, е со должина од 9000 километри. И сега рачунете дека во текот на нашиот живот, на тие 9000 километри секојдневно се случуваат некакви мутации. Нормалната клетка, односно нормалниот хуман организам има способност да сите тие грешки ги коригира. Меѓутоа, кај некои луѓе тоа не се случува, така да таа некоригирана промена почнува да се реплицира. И туморската клетка, велиме, нели, тоа е клетка која што не подлегнува на клеточен циклус, односно на регулаторен клеточен циклус, како што го има нормалната клетка. И се случува тоа што се случува, нели? Таа се размножува без контрола и настанува ракот. Значи, ако добро ве разбирам, станува збор всушност за еден нов, поинаков приод кон болест. Да, приодот се состои во тоа да овој тест ги најде сите оние мутации кај туморската клетка, а сите тие мутации фактички се врзани за соодветен ген. И она што се нуди со ова тестирање, кога ќе ги најдеме тие промени во секвенците на хуманиот геном, да видиме кој ген е зафатен и на тој ген каква терапија може да му дадеме. И што е најдоброто всушност, што да речеме во еден таков сет од промени кај туморската клетка,
ние можеме да најдеме 5, 6, 7, 8, 10 мутации. Доброто е во тестот што за секоја мутација имаме соодветен лек. Така да онкологот фактички од тие неколку што ќе бидат пронајдени во тоа тестирање, почнуваме да речеме со она што е најчестата мутација, продолжува третманот, после известно време, ако не дај Боже се појави рецидив на туморот, се појави далечна метастаза, се оди да се види кој е оној другиот ген кој што е зафатен, за да се почне со втора, со трета линија на биомаркер, односно на генетска терапија. Што сакам да кажам? Централно место сега има генот. Веќе не е важно Да. каде се наоѓа канцерот, така не го третирате на тој начин. Не се третира како што се третираше порано. Се коси ли овој пристап со претходниот или се надополнува, надоврзува? Ова буквално се надополнува. Во смисол на еве сликовито, колку да им биде појасно на гледачите, нели? Секој канцер го нарекувавме Петар. И сега дознаваме дека не е само Петар, туку имаме Петар Илиевски, Петар Филиповски, Петар Марковски и така натаму. Меѓутоа, кога ќе го најдеме името и презимето на туморот, гледаме дека Петар Марковски има матичен број 1, Петар Илиевски има друг матичен број. Едниот Петар е адвокат, другиот е автомеханичар, третиот е магационер. У суштина, ние за секој од нив дознаваме подетални информации, за да на крајот се откриеме тој Петар на што е осетлив и како може да го уништиме. И тоа е уствари целта. Има една друга работа која што е многу интересна, а тоа дека она што ние како патолози го работиме, ние секогаш гледаме да диагнозата биде точна. Тоа е многу важен момент, затоа што диагнозата всушност го определува третманот на тој пациент. Во последно време има тумори каде што уствари не можеме да ги извадиме затоа што ќе направиме полошо, така да диагностиката ја поставуваме само на биопсија, кај некој може и биопсија и оперативен материјал, и пожелно е да биде на оперативен материјал. Меѓутоа, еве конкретно за белодробниот карцином, диагнозата се поставува исклучиво на биопсија. И сега сметете дека тоа е еден мал примерок од некои 5, 6, 7, 8 милиметри на кои што ние треба да ги направиме сите анализи. И велиме тоа е драгоцен примерок затоа што фактички животот на пациентот е во тие 7-8 милиметри каде што ние треба максимално да вложиме напори за да видиме кој маркер ќе го добиеме како позитивен, а тој маркер всушност ќе ни ја даде вистинската терапија. Она што е вториот интересен момент. Имаме различни тумори. Петар, Марко, Илија, Анастазија, наречете го како сакате. Меѓутоа, секој од нив може да има една мутација на ген. Што значи сите тие различни тумори може да реагираат на еден лек. Што до сега, делам јас, па сега испадна дека апсолутно не е битна диагнозата, туку е битен третманот, затоа што терапијата е генска. И фактички со тоа ние, да, ќе се потрудиме и секогаш го правиме тоа, бидејќи тоа е наша работа, да ја дадеме точната хистопатолошка диагноза, која што всушност ќе не води понатаму кон тоа каков третман ќе има пациентот. Меѓутоа, и карцином на дебело црево, и карцином на белодробие, и меланом, рак на кожа, сите можат да имаат еден ист мутиран ген и сите тие ќе реагираат на еден ист лек, без обзир каде се наоѓа туморот. Што е, да речеме, малце парадоксално во однос на целокупната наша работа, но сепак е доста ефективно. Ве гледам и ве слушам со каква страст и воодушевување зборувате за овој нов метод. Од како се занимавате со медицината, од како знаете за себе, имате ли досега доживено вака нешто револуционерно? Па, од прилика за моите, еве, до година ќе бидат 30 години од моето работно искуство, значи ние постојано имаме некакви промени во работата, во терапијата.
првиот шок што го имав доживеано во смисол на таа целна терапија беше негде 99-2000 година. Тогаш бев работен на Институтот за радиотерапија и онкологија и беше воведен херцептински тест за карцином на дојка. Тоа беше првиот револуционерен чекор кој што јас онака отворено и со страст го работев и навистина беше вистинско уживање, затоа што фактички од она стандардна хистопатолошка диагноза која што беше за диагностицирањето на карциномот на дојка, сега требаше да се прават дополнителни анализи за херцептински тест, хормонските рецептори, степенот на пролиферативна активност, колкав број на клетки се во фаза на размножување и така, за да извесен период после тоа се испостави дека сите тие тестови на некој начин се поврзани со одредена генетска мутација, која што всушност мене ми беше и предизвик за да го напишам докторатот и да фактички со тоа дадам некакви насоки во однос на пациентите со карцином на дојка, особено што во периодот од 2000-та година па до сега бројот на пациентки со карцином на дојка е зголемен, ми се чини трикратно. Што всушност е сега, да речеме, од бенефит токму овој тип на терапија, затоа што веќе сметаме дека карциномот на дојка и не е толку страшна болест колку што се мислеше порано. Или колку што беше. Или колку што беше, да. Затоа што сега навистина имаме можност како тие пациенти да ги лекуваме и особено се разбира после хируршкиот третман да се најде соодветен модул каков третман, индивидуален третман ќе прими. Затоа велиме дека генерално постојат 4 групи на пациентки со карцином на дојка, бидејќи порано беше и оно што ние се прашувавме, жениве се во ист стадиум на болеста, туморот е 2 сантиметри, нема метастаза, едната живее, другата починала многу брзо. Каде е проблемот? Да не сме сгрешиле нешто во диагнозата, ние секогаш тоа прво вината ја префрламе на себе, меѓутоа гледаме дека во суштина генетскиот модел кој што го имала едната е сосема различен од генетскиот модел на другата пациентка. Рековте дека со оваа терапија кај нас е многу нова. Првпат во контакт сте дошле во 2019 година. И сега некој ќе рече, па уште е прерано да се знаат резултатите, ефектите какви ќе се, но во Европа е дојдена тогаш. А предходно? Предходно е била развиена веќе во 2014 година во Соединетите Американски држави, така да овој тест Foundation всушност има свое седиште, таа централна лабораторија во Кембридж, во Соединетите држави. Имате веќе некои статистики, резултати, да, бројки, конкретни? Токму тие конкретни бројки беа презентирани во 2019 година, каде што, еве ќе ви дадам еден пример. Порано преживувањето на пациенти со белодробен карцином бил некаде околу 11 месеци. Просечно. Со воведувањето на оваа генетска терапија, значи тоа е негде зголемено за 38 месеци. Значи сметајте, тоа се 3 пати повеќе од тоа што било вообичаено. Се должи на тоа што и повторно велиме просек, што значи има некој што е многу подолго. Има некој што е многу подолго. У суштина, тоа се агресивни тумори и тука немаме, да речеме, некои охрабрувачки големи резултати, меѓутоа кога ќе го погледнете тој модел од аспект на онколог, онколозите се радуваат на секој месец дена продолжување на животот, затоа што тоа навистина... И пациентите, не само... Да, и пациентите, затоа што навистина тоа е еден, што велиме, месец дена плюс поквалитетен живот, што у суштина се сведува на она како ние сме го диагностицирале белодробниот карцином. Порано се знаеш, имаме ситноклеточен, крупноклеточен. Во 2 групи. Во крупноклеточниот беа планоцелуларен аденокарцином, значи зборуваме за одредени типови. Сега со оваа генетска терапија, односно со ова генетското моделирање, најдени се некаде околу 30 мутации на гени кои што доведуваат до различни форми на белодробен карцином.
Сега може да сметате дека имате тестирање, можеме да ги направиме на сите 30 гени да видиме каде е мутацијата. Инаку овој тест може да тестира преку 300 мутации во хуманиот геном, што е навистина, да речам, од аспект научен, исклучително голема работа. Предпоставам дека еден од најнеубавите моменти во вашата професија е оној момент кога треба на пациентот да му соопштите диагнозата дека има рак, така? Да. Но сега, кога ќе ми ја кажете оваа терапија, оваа нова надеж, како реагираат тие? Па, токму ова е и целта на емисијата, што добар дел од пациентите не знаат и или не се доволно упатени, или знаат, меѓутоа едноставно заради цената на услугата која што се бара, прилично е скапа, некаде околу 2000 евра е, смеам отворено да кажам дека тоа е... Доволно за здравје се работи. Меѓутоа се работи за здравје и дел прифаќаат, а дел остануваат на она што велиме ние на конвенционалниот третман. Меѓутоа конвенционалниот третман, барем во нашата болница, мислам дека и секаде во државата, па и во регионот, е прилично за изменет со она што ние го правиме во рутинските анализи, значи да дадеме насоки на онкологот со тие биомаркери што се може да дојде во предвид. Кога се бара овој тест? Значи се бара во смисол да конвенционалниот третман не дава резултат, немаме соодветен биомаркер на кој што ќе можеме да реагираме, или ако се работи за тумор со непознато потекло, или ако се работи за метастаза од некој тумор кој што е отстранет пред, да речеме, неколку години. Значи, тоа се основните работи. Зошто ни е потребен овој тест? Фактички, туморската клетка во моментот на операцијата доживеала мутација, меѓутоа она што останало и што дало метастаза после извесен временски период, тоа е сосема друга мутација. А таа друга мутација го бара другиот лек. И фактички ние, у суштина, велиме, добро е да се знаат сите можни мутации на кои што однапред ќе предвидиме што може да се случи со тој пациент. Меѓутоа, некогаш велиме, нема потреба да почекаме, нема потреба да го предизвикуваме злото, едноставно ќе почекаме да видиме дали фактички со адекватната терапија ќе го постигнеме саканиот ефект. Така да, у суштина е малце комплексна целата работа. Добар дел од пациентите, да, сакаат, меѓутоа тие што се информирани. А тие што не се информирани и каде што ние сме немоќни да излеземе во пресред во однос или на точна диагноза, или на мал примерок, па бараме ребиопсија, па ребиопсијата ја чуваме еден дел за да можеме да го испратиме за тестирањето, а другиот дел ќе ги направиме потребните анализи, така да у суштина можете да сватите дека е тоа малце комплексна, напорна работа, особено што ние како патолози немаме контакт со пациентот, туку треба да му го убедиме ординирачкиот доктор дека е тоа нешто што е неопходно и да му се соопшти тоа на пациентот на соодветен начин, нели, за да кажеме дека не е се изгубено и дека всушност надежта постои и дека тоа е нешто со кое што и ние заедно со пациентите се бориме. Доктор, и вие и вашите колеги постојано апелирате на тоа за да има ефект. Било кој лек, било каква терапија, работата да се фати болеста со време, навреме се детектира. Сега, кај ракот малку е попроблематично што тој на почетокот, во почетниот стадиум не се ни чувствува, така немаме симптоми. Така е. Па како сега да знаеме? Во основа потребно да ги следиме оние скрининг програми, кои што кај нас за жал не се во некоја пишана форма, меѓутоа секој од докторите во својата специјалност дава одредени насоки. Например, пациенти над 50 годишна возраст
барем еднаш во 3 години треба да направат колоноскопија. Зошто? Да се превенира евентуална појава на колоректален канцер. Односно, колоноскопија на секоја година кај ризична група на пациенти кои што имаат претходно во фамилиарната анамнеза диагностициран колоректален канцер. Најголем подем во целата таа, да речам, превентива имаат гинеколозите. Со ПАП тестот, со редовните гинеколошки испитувања, секоја жена е свесна за своето здравје и особено во репродуктивната фаза, кога сака да остави здраво потомство, ја мислам дека тој механизам кој што постои, односно чипот во женскиот мозок, дека мора да се грижи за своето здравје, всушност е нешто што во тој превентивен поглед ја чини жената многу свесна и совесна во однос на превенцијата на малигните болести. Така да ние порано имавме многу голем број на случаеви на пациентки со карцином на грло на матка. Денеска тој број е многу редуциран, многу е мал. Зошто? Бидејќи пациентките редовно одат на гинеколошки прегледи. Денес пациентките редовно одат на прегледи на града. Меѓутоа, машката популација е малце по, да речам, по либерте и тоа нема што нас да не фати такво заболување, затоа што ние сме мажи, нели? Нема што да се занимаваме со болести. Она што мислам дека треба во насоката на превенција, треба да има, да речеме, здравствениот систем, треба да го обезбеди како некое правило, да речеме во секоја работна организација, жената мора да донесе соодветен документ, односно пишана форма на преглед, направена мамографија, гинеколошки преглед, колоноскопија, гастроскопија, бронкоскопија, рентген на бели дробови или не знам што се не, во смисол на тоа да ние бидеме свесни за своето здравје и на тој начин било каква промена во рок од 1 година ќе се детектира. Не сакам да ги ставам на страна систематските прегледи. Да, тие се потребни, меѓутоа не се доволно темелни, не се доволно прецизни. Да, во генерализирана форма тоа е сосема во ред, меѓутоа треба да биде поспецифична за одредена Подлабоко да се навлезе со други зборови. Да. Доктор, јас многу ви благодарам и што ни бевте денес гостин и што им дадовте надеж на сите оние паталци, така ги рековте, кои што се борат со оваа болест. Секако дека ќе оставиме простори за друг пат повторно да ни гостувате. Апсолутно, затоа што оваа тема има многу отворени прашања. Јас би се заблагодарил на Алфа телевизија, ќе се заблагодарам исто и на фирмата Рош, која што го овозможи ова тестирање да дојде кај нас и каде што ние како болница сме заедно со останатите оделенија за патологија во државата, го имаме тоа право да го понудиме овој тест на пациентите со цел да имаат соодветен и добар третман. Ние за самиот крај би завршиле со музика, ќе слушнете еден препев на песна од Тоше, која што видите како добро позната, ја пее Лара Трпчевска. Аранжманот е на Симон Трпчевски, маестро Симон. И ако ви е чудно тоа што имаат исти презимија, нека не ви биде чудно, затоа што станува збор за татко и ќерка. И посакуваме на Лара многу успех. Вам ви благодарам на вниманието со кое што не следевте денес и ви посакувам секако убав викенд.